Дали знаете дека левучарите, кои порано биле оспорувани, потценувани и терани да се откажат од оваа своја природна особина, во 1976 година во Америка добиле свој ден. Се претпоставува дека левучарите опфаќаат 13% од светската популација, а во последните 100 години нивниот број се зголемил за дури 4 пати. Причината за тоа е дека ако поразвиената лева половина од мозокот човекот со десна рака ги врши секојдневните активности, но ако е поразвиена десната, тој станува леворак. Десната половина на човечкиот мозок, која владее со левучарите, ги обработува информациите интуитивно, брзо, со многу емоции, креативно, а слабата ориентација во просторот е честа одлика на левучарите. Воспоставувањето врска меѓу левата и десната мозочна хемисфера оди побрзо кај левучарите, утврдиле научниците. Според нив тие се потемпераментни, нестрпливи и често прават нешто без да размислат, имаат потреба за менување на различни активности и тешко трпат принуда. Дали знаете дека младите имаат свој меѓународен ден? 12. август во 1999 година од Обединетите нации е прогласен за Светски ден на младите. Тогаш во Советот за безбедност е донесена резолуција 54-120, која ги кодифицира сите поврзани меѓународни документи за активно вклучување на младите во политиките, кои директно влијаат на нивниот личен и општествен живот. Препознавајќи улогата на младите луѓе во подобрувањето на човековите права и слободи, Обединетите нации го прогласија 12. август за Меѓународен ден на младите, односно за глобална свесност за улогата на младите. Од 2000 година обичај е Меѓународниот ден на младите да се слави во различен дух со различно мото и во различна централна прослава во одредена земја.